Југохром да стави филтри, тетовци да дишат чист воздух, општината да ги реши локалните проблеми кои дополнително му штетат на воздухот. Тетовци повторно ја побараа основната материја за живење, чист воздух за дишење. Да бараме од владата да го тера Југохром да ги стави филтрите. Не може повеќе да чекаме од нив да одлучуваат сами кога ќе е време да се стават. Секој ден луѓе се отровуваат тука у овој град и веќе ова е неиздржливо. Бараме од владата посериозно да се свати со ова работа. Ние не сме барале во ниту еден момент таа фабрика да се затвара. Во ниту еден момент не сме сакале да луѓето останат без работа, но тоа е одговорност, целата одговорност е на владата. Исто како што е одговорноста за отровот што го дишиме секој ден. Значи во ова држава изгледа никој не се грижи за народот, секој се грижи само за себе, секој се грижи само за една мала група луѓе, се грижат да ги полнат своите џебови и значи во другата страна граѓаните имаат големи проблеми со дишењето. И општината ја има својата работа да се ја брка, пошто и тие имаат значи проблеми со дивите депонии, нема јавен транспорт во градот и тоа треба да се реши. Градоначалничката знае многу добро значи кои се проблемиве и таа треба да работи на тоа. Тие најавуваат протестите следните денови да продолжат пред Југохром и владата на Република Македонија. Ке продолжиме, планираме во следните денови значи да се организираме и да протестираме и у Јегуновци до Југохром. Исто така планираме и у Скопје значи пред влада да протестираме и сакаме да го користиме ова можност од тука да им се обратиме и на граѓаните и на организациите на другите градови како што се Битола, Кичево и сите други градови кои имаат проблеми со загадувањето, да се сретнеме, да се координираме заедно и да работиме значи за наша одбрана. Пошто тука се изгледа дека владата не се грижи за граѓаните. Ние сами треба да се грижиме, сите заедно. Нема врска дали сме албанци, дали сме македонци, муслимани, христијани, атеисти и било што. Сите што дишиме тука треба да се грижиме околу тоа. Стотина граѓани беа дел од маршот од плоштадот во Тетово до излезот од градот кон Скопје. Сите со една цел, надлежните да ја завршат својата работа и да им обезбедат чист воздух за дишење. За воздух, за чист воздух. Смета ли на здравјето пречи? Да, многу ни пречи, али еве пробуваме нешто да направиме, да кажеме. Јас сум излезен тука да го изразувам мојот револт и према надлежните што не превземаат мерки, бар еден проблем да ни го намалуваат, да го отстрануваат. Да се затвори Југохром затоа што не успеа да стави филтери. Дека многу е загадувана Тетово и мислам затоа сме тука да протестираме. Па да преземе мерки владата за загадувањето. Граѓаните сами треба да пресудат дека треба да вложуваат нешто за да добијат, инаку без граѓаните овде ништо нема да се случи. Дали смета загаданиот воздух на здравјето? Апсолутно смета и воздухот за здравјето е најнеопходната материја што му треба на здравјето. Загаденоста на воздухот на Пладне во Тетово беше 12 пати повисока од дозволеното. PM10 честичките во 12 часот достигнаа речиси 600 микрограми на метар кубен. Владата пред извесен период ја продолжи работата на Југохром и следните 6 месеци, но со барање за работа со помал капацитет. Оваа компанија во најголем дел го загадува воздухот, но проблем се и големиот број автомобили, несоодветната инфраструктура, начинот на кој граѓаните ги загреваат своите домови.